Добро почитувани. Полицијата на Оливер Спасовски спроведува акција за борба против дрогата, открива и влетува во илегална лабораторија, сето тоа видео го документира и видеото се пушта во медиумите како успех за веднаш потоа да се изгуби трага од сиот случај во Визбегово. Видеото зад мене е полициската снимка објавена во медиумите. Односно, да се сокрие понатамошниот процес за трите лица фатени во акција, фактички е она што денеска го и вчера го поставуваме како прашање до власта. Причината за криењето лежи во презимето на главниот во фатената група Попов, кој што според информациите е братот на шефот на кабинетот на Ковачевски, Мартин Попов. Дали таа братска врска беше пресудна, наместо активен да има домашен притвор за групата, иако постоело опасност од бегство и повторување на делото според јавното обвинителство? Дали братската врска била пресудна за одолговлекување на домашниот притвор, за да се скрати времето мината во затворска керија, можеби за братот на шефот на кабинет на Димитар Ковачевски? И конечно, дали братската врска била пресудна за медиумско забошутување на случајот нарколабораторија во Визбегово? Почитувани, несвојствено за дела според казнениот законник член 215 неовластено производство и пуштање во промета на наркотични дроги, беше определен домашен притвор, а по година и пол нема никаква информација за судска разрешница за трите лица, меѓу кои за И.П., брат на шефот на кабинет на Димитар Ковачевски. Почитувани, наместо да се сокрива зад паушални, празни соопштенија, СДСМ, владата, но и судските власти мора да одговорат, бидејќи станува збор за прашање од јавен интерес. Дали во случајот лабораторија во Визбегово е вмешан братот на шефот на кабинет на Ковачевски, дали случајот се уште тапка во место и доколку има судска разрешница, документирано да го докажат таа судска разрешница. Се поинаку не може да се гледа од доказ за партиско и владино влијание врз судот. Ви благодарам. Да одговорам и на две прашања пристигнати до пресцентарот на ВМРО ДПМН. Транспареси има нов извештај за 2021 година, став на ВМРО ДПМН, почитувани, и во 2021 година, според Транспаренси, Македонија е во групата од 87 до 95 место. Според сумарната оценка на овој извештај, нема никакво отскокнување за рейтингот на Македонија, останува во групата најкорумпирани држави во Европа. Во истата група, Македонија се наоѓа во истата група, но 2 места под Косово, а пред Македонија се и Етиопија, Гвајана и Мароко, со ист број на поени со Суринам и со Танзанија. Очигледно, борбата со корупцијата не постои во Македонија, тоа го докажува и извештајот на Транспаренси. Да одговорам и на прашањето стигнато од Алсат. Вели владеачкото мнозинство бара техничката влада прво да се укине со политичкиот договор меѓу лидерите, како што бил договорен во 2015 година. Дали е тоа прифатливо за ВМРО ДПМН? Да одговорам. Почитувани, лани во август на лидерска средба, во формат на лидерска средба СДСМ ВМРО ДПМН, во клубот на пратениците, беше направен договор и прифатен предлогот на ВМРО ДПМН, прифатен од страна на СДСМ, пржинската влада да биде укината. Дали и зошто има промена на тој став од СДСМ, редно е да одговорат од таму. Ви благодарам.